Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Јас нема да го барам да присуствува заменик министерот, затоа што ние мораме да се научиме ова собрание дека ние одлучуваме дали оваа држава ќе биде задолжена, ние одлучуваме дали определен закон ќе помине или нема да помине, и затоа ми е многу важно да зборувам со вас, бидејќи вие одлучувате, а не владата на оваа држава. Прво, по не знам кој пат имаме закон по скратена постапка. Зошто ова собрание дозволува континуирано да имаме негативни референции во извештајот на Европската комисија заради минење на закони по скратена постапка? Вистината е дека ова воопшто не е скратена постапка, бидејќи за втор пат овој закон е предложен во собранието на 1 октомври 2020 година. Денеска сме 10 март и најмалку уште 15 дена нема да биде гласан, и ако нешто сте го барале по скратена постапка на 1 октомври, а се гласа на 1 април, бадија ние како пратеници ќе добиваме забелешки дека сите закони ги носиме по скратена постапка. Второ, дека закониве не се читаат во собранието, ни од служби, ни од влада се донесуваат, кога ќе отворите, пишува на законот предлагач Ина Ангеловска и Шире Телези. Бидејќи истиот овој закон по скратена постапка требало да помине во февруари 2020 година. Толку вака околу ефикасноста на собранието, зашто ве молам, како пратеници, колегијално и од власт и од опозиција, мораме да се грижиме за дигнитетот во кој што работиме на таа институција. Трето, штувани пратеници, почитувани колеги, криво да седиме, право да судиме, ама ние имаме влада која што е зависна од задолжување. Не можат да поминат 2 дена без тие нешто некаде да не задолжат. Јас мислам дека не можат да спијат ако 2 дена поред немаме некое ново задолжување во рамки на собранието. И да биде иронијата поголема, ние не се задолжуваме зашто да завршиме работа, да имаме нешто со кое што ќе ставиме една форма, еден почеток и крај ќе правиме целина. Во Република Македонија има 2441 објект кои што се во собственост на државата. Оваа влада еден објект нема оставено во наследство на следни генерации, што би било енергетско ефикасен. Градоначалниците немаат ни еден објект оставено во наследство што не е енергетски ефикасен, ама ние се задолжуваме со нови 25 милиона евра и од една целина на 2441 државен објект нема да реализираме ниту 1%, бидејќи таа е сумата која што се задолжуваме. Ова неминовно, четврти пат во последниве 5 дена, четврти закон во последниве 5 дена имаме припрема за локални избори. Прво имавме закон за финансирање на општините, па закон да може да се задолжуваат од 30 на 50%, па трет закон, имаше сега четврт закон, општините ќе аплицирале за енергетско ефикасни објекти. Зошто? Затоа што не ги бива. Зошто? Затоа што мора да отиде некој од централната власт и мора некаде нешто да се отвори, а за тоа погодете што овој народ и ова собрание треба да задолжиме следни генерации, при тоа да нема ниту една целина. Повторувам, од 2441 објект во државна собственост со 20 милиони евра или 18, колку се реално, не можеме ни 1% да ги завршиме како целина. Секое задолжување е иста слика. Иста слика во собранието. Ние зборуваме, даваме аргументи, вие молчите. Власта гледа дека пратениците од собранието молчат, оние кои што ги избрале, па мораат самите да реплицираат на секоја наша дискусија, затоа што очигледно е дека и вас ви е дојдено преку глава од задолжување, и јас ве охрабрувам да видиме за што треба да вистина се задолжиме, а за што не треба. Проектот се состои од 3 компоненти. Првата компонента е инвестиции за енергетска ефикасност во јавниот сектор, 18 милиони евра. Во рамки на оваа компонента предвидена реализација на енергетски ефикасни проекти и некои инвестиции во
обновливи извори, некои инвестиции. Кои се, поима немаме. Една компонента вели инвестиции за енергетска ефикасност во општинскиот сектор 10,5 милиони евра и општините континуирано ќе аплицираат со предлози за финансирање на проекти. Тука сакам да го поставам прашањето. Ако овој закон сме го поднеле во месец февруар, па потоа се поднесува на 1 октомври 2020 година, зошто, колеги, не бараме каде и во кои општини овие пари би се потрошиле? Зошто до сега секало од 1 февруар до 1 април наредната година, бидејќи тогаш ќе се гласа прилика ова законско решение, ние треба да се задолжиме, а при тоа не знаеме каде ќе одат парите и за кои општини ќе одат парите. Она кое што протестирам е техничка помош и поддршка за спроведување на проектот 2 милиони евра. 2 милиони евра е скоро 10% од целиот проект и во оваа компонента е предвидено изготвување на нацрт, измени, дополнување на законска рамка. За некој да ни смени определено законско решение со 131 администрација и 30.000 привремено вработени луѓе, ние треба да платиме консултанти или изготвување на нацрт подзаконски акти за енергетска ефикасност. И ова треба да го платиме со кредит. Пак ќе ве потсетам, 130.000 администрација, ние ќе плаќаме ова со кредит. И ова мојот омилен дел, спроведување на информативни кампањи. Владата ќе ги плаќа медиумите да информираат јавноста дека таа многу работи и дека таа многу се грижи за енергетската ефикасност и благодетот на објектите од кои што нема ниту еден изградено. Во резимето на материјалот во собраниската постапка има еден дел кој што вели: следен чекор е да се изврши скрининг процес на сите објекти за кои се потребни активности во насока на подобрување на енергетската ефикасност, а потоа е потребно да се направи премер пресметка. Прво кажав дека ова требаше да биде прво, а не второ, и понатаму, како тоа прв дојден, прв услужен. Како тоа имаме кредит од 50 до 750.000 евра. Ако во еден ист момент и во еден ист ден дојдат 10 општини, имаат добри проекти, што ќе правите? На кого ќе му дадете? Сакате да ви кажам, кај што се послаби на рейтинг, на тој ќе му дадете. Тоа ќе биде единствениот критериум за локални избори. Понатаму, еве и да не е тоа, објективно да зборуваме, па вие не можете, секоја општина има различна администрација, се знае дека поголемите општини имаат подобра администрација, пообучена, повеќе луѓе се, повеќе квантитет, повеќе квалитет, и тие ќе дојдат први, ама сите плаќаме данок. Впрочем, да ве потсетам на преходната точка денес, на која што немав право да зборувам, равномерен регионален развој. Овака нема да има равномерен регионален развој. Си го носиме законот, ама големи општини ќе ги земат први проектите, а за малите ќе нема. Зошто? Затоа што така одлучила владата и тоа не е во ред. Во просек имаме ние по 80-90.000 евра ако секоја општина земе по нешто, а за некои општини тоа е многу малку. Трето, има градоначалници кои што во метиот период имаат направено по 10-15 училишта, градинки, во кои што јавните објекти на територијата на таа општина им се тип-топ спремни со енергетска ефикасност. Тие градоначалници и тие жители на тие општини се хендикепирани, а сите плаќаме данок. Критериумите не ви се добри, методологијата не ви е добра. Ви е дискриминирачка, ќе одлучува некоја комисија и ќе се заснова на рейтингот кој што го имате во определена општина. Понатаму, колега, кога се јавите за збор, охрабрете се, ќе дебатираме, не довикувате од место. Распоред 1. Целиот проектот се да се намали потрошувачката на енергија во јавниот сектор. Веќе за газ не правиме муабет. Го ветувавме 4 години, го ветувавме и сега ќе намалуваме потрошувачка на енергија преку фасади и прозори. Спроведување на таргетирани информативни кампањи и обезбедување обука за чинителите на пазарот, за да се осигури соодветната побарувачка за општинските апликации, техничките компетенции и за учење од претходните проекти. Распоред 2. Не подоцна од 3 месеци по датумот на стапување во сила,
Предприемачот ќе формира и во текот на целокупното спроведување на проектот ќе има комитет за координација на проектот во состав со ресурси задоволена на банката. Само секунда. Зошто да не знаеме каде одат парите, почитувани представници од владата? Зошто после 3 месеци ќе се формира комисија која што ќе одлучува како ќе стажат овие пари? Благодарам на времето, подпредседателе. Благодарам. Благодарам. Прво, колега, почитувани